И денеска гостиварци со симптоми на труење доаѓа во болницата да побараат лекарска помош. Граѓаните што ги затекнавме таму велат дека симптомите ги имаат со денови. Дел од нив тврдат дека воопшто не пиеле вода од градскиот водовод, додека други се сомневаат дека причината за заразата е нешто сосема друго. Имаме повраќање. Колку имат од првиот ден? Четврти ден. Денеска е четврти ден. Пиевте ли вода? Да. Ние живиме в село Речане, ама не од водата, еве и таму се децата болни. Изгледа не од водата в село е наша вода чиста, ама еве децата ги носиме овде и тие исти проблем што имат во Гостивар. Еден ден ми помина сега. Тоа е тоа. Дали бевте на лекар? Не. Вашите дома? Па немаат такви симптоми, само кај мене се појават. Здравствените власти соопштија дека бројот на пациенти се намалува, иако денешните податоци се уште не се обработени. Вчера, лекарска помош побарале вкупно 564 пациенти. Попладнево мала група луѓе дојдоа пред јавното комунално предпријатие на протест, барајќи одговорност од надлежните, за како што велат долгогодишните проблеми со квалитетот на вода. Бараат безбедна вода за пиење. Главниот водовод фактички е загаден. Не беа информирани граѓаните за тоа воопшто, иако тоа е по мене и по видување дека тоа е тешко кривично дело загадување фактички на цела чаршија, цел град. Сметам дека крајно време дека треба да се освети и народот. Децата ми се сите три болни, една недела не можам да ги оправам. Тоа ќе ви кажам. И не знаеме што да правиме, значи буквално. Се чудам едно нешто, ни викаат да не миеме раце, така со оваа вода зашто не била ни за мијање раце. Сега се прашувам, работат ресторани, работат кафичи. Тие со која вода ги мијат чашите, на пример. Свадби сега, период на свадби е допарва ќе почнат свадбите. Ја не знам, значи ние очекуваме, значи само некоја информација што не знаеме што да правиме. За прв пат пред јавноста се обрати градоначалникот на Гостивар, Валбон Лимани. Вели дека не чувствува одговорност и дека локалната самоуправа ги презела сите мерки што биле во незина надлежност. Искрено, јас не чувствувам морална одговорност, затоа што јавното предпријатие е правно лице кој менаџира и кој работи во тој поглед. Инаку, граѓаните од Гостивар, повеќето од тие што ме знаат, доколку беше поинаку, секако првата оставка ќе дојдеше од моја страна. Епидемија во Гостивар беше прогласена вчера, откако во изминатите денови голем број граѓани побараа лекарска помош поради стомачни тегоби. Институтот за јавно здравје изврши анализи на мостри од водата, при што беа утврдени отстапување од пропишаните параметри. И натаму останува забраната за користење на водата од градскиот водовод за пиење и подготовка на храна. До сега лекарска помош поради стомачни тегоби побарале повеќе од 2000 луѓе.